Отворањето на уставот ја отвори Пандорината кутија. Уште не скроена преамбулата, апетитите на албанскиот политички фактор растат. Според аналитичарите, со изедначувањето на македонскиот и албанскиот народ во преамбулата, Македонија станува бинационална држава, што ќе повлече подлабоко задирање во уставот во однос на бришење на формулацијата 20%. Борбата кој колку ќе добие од отворањето на уставот, според политичкиот аналитичар Атанасовски, може да доведе до политичка криза. Ќе гледаме се повеќе етничко-албански политички барања и мислам дека тоа може да доведе целосно до сама блокада на уставните измени. Таквите барања од албанските политички партии апсолутно може да одат во насока на целосно компромитирање на процесот кој го најавува власта, на усложнување и тоа да доведе до една поширока политичка криза. Во јавноста веќе почнаа да излегуваат можни варијанти на преамбулата, за кои наводно расправале членовите на работната група за уставните измени, политичари и дипломати. Последната варијанта која се споменува е Македонија да стане држава на два рамноправни народи – македонците и албанците, на 5 етнички заедници – турци, власи, срби, роми и бошњаци и неколку малцинства меѓу кои и бугарите. Со ова не само што се урива унитарниот карактер на државата, туку е целосно спротивно на Охридскиот рамковен договор. Ваквите барања веројатно доаѓаат од структури во албанскиот политички блок, кои според Атанасовски сакаат на националистичка карта да го зајакнат своето гласачко тело. Тоа де факто значи и уривање, односно поништување на Охридскиот рамковен договор, бидејќи Охридскиот рамковен договор подпишан пред 21 година, една од главните постулати на договорот е дека Македонија е унитарна уставна држава, така што таквите барања мислам дека се спротивни и на одредбите и на духот на Охридскиот рамковен договор и мислам дека апсолутно не наоѓаат плодна почва кај нас. И лидерот на опозицијата Христијан Мицкоски вчера предупреди дека не е во прашање само бугарскиот диктат за уставот, без било какви гаранции за Македонија, туку и како што рече, редефинирање на карактерот на Македонија преку нарушување на нејзината унитарност.